Спортски поздрав, почитувани гледачи, еве не повторно се враќаме на играта под обрачите. Пред нас е уште еден интересен кошаркарски натпревар од третата лига на Република Македонија. Како што веќе знаете, вториот дел од сезоната започна на средината на февруари. Нашиот локален клуб Крива Паланка, кој во ова натпреварување ги брани боите на градот, досега во 2013 година запиша еден пораз, една победа, во едно коло бевме слободни, а пресметката со НБА Чаир беше одложена. Токму ова соочување на програмата денеска. Избраниците на Ведран Белешковски полека фаќаат ритам и ги одработуваат најавите и очекувањата. Се разбира, зборуваме за походот кон место во втората по ранг домашна конкуренција, остварување кое ќе биде историски подвиг за овие момчиња, а кое е сосема реално и достижно, како што стојат работите барем сега, би рекол и заслужено. Да се надеваме дека овој меч ќе биде чекор во вистинската насога, посебно поради тоа што вечерашниот противник ни е должник од првиот дел на шампионатот, имено Крива Паланка. На ова секогаш жешко гостување кај НБА Чаир беше пред триумф, меѓутоа малку поради лоша среќа, но и поради судиите и домакините. Всушност, сето тоа влијаеше на тесниот пораз 55-53 загубивме значи во Скопје, но од тогаш двете екипи се две сосема различни приказни. Ние успеавме да наредиме 7 победи и 2 пораза, значи со тој во Чаир 3, додека ефектот на скопскиот тим е 4 победи и исто толку порази. Значи не само поради домашниот терен, Крива Паланка овој пат е фаворит, а еве ги кошаркарите кои што ќе се обидат да ја оправдаат таа улога, значи избраниците на Ведран Белешковски, со број 4 Христијан Стевановски, број 5 Марио Јакимовски, број 6 Никола Јакимовски, број 7 Горан Груевски, 8 Игор Ѓоргиевски, 9 Влатко Митовски, 10 Стефан Стојменовски, 11 Филип Тодоровиќ, 12 Крстевски Александар, 13 Мартин Антевски, 14 Ангеловски Трајчи и 15 Илчо Тасевски. Од друга страна, за тимот на НБА Чаир кој што го предводи Мифтари, ќе настапат со број 4 Мустафа, број 6 Ставолец, 8 Мемети, 9 Кајоли, 11 Зетјери, 12 Штрефи, 13 Ливарека, 14 Ника и 15 Мифтари. Судиите доаѓаат од Велес, Арсов и Крстевски. Почеток на надпреварот. Еден од новајлиите во нашиот тим, Антевски, кој што блескаше во надпреварот со пробаскет, скокаше за топката и успеавме да се избориме за првиот напад, кој што не го искористивме како што замисливме, заврши топката во аут, но да се надеваме дека во продолжението ќе биде подобро. И вториот обид неуспешен. Мислам дека во оваа ситуација сам падна кошаркарот на НБА Чаир, меѓутоа судиите велат фаул. Да им веруваме. Требаше сигурно да ја прифатила топка Антевски. Се обиде да му посмета еден гостински кошаркар. Како и да е, се е во ред. Продолжуваме со нашиот обид да стигнеме до првата реализација на надпреварот. Треќ Ангеловски, Игор Ѓоргиевски, Тодоровиќ. Немаше среќа, можеше да реализира и да добие и кош и дополнително слободно фрдање. Вака два пати ќе се обиде од пенал линијата. Филип Тодоровиќ, тоа е еден од оние тројца кумановци кои што го засилија нашиот тим оваа година и благодарение на чии што квалитети, веројатно и ќе успееме да стигнеме до втората лига. Да забележиме само дека успеа да погоди едно од слободните фрлања Тодоровиќ. Значи, ние поведуваме со 1-0. Ево неговиот сограѓанин веднаш зголемува на 3-0. Игор Ѓоргиевски беше тивок во надпреварот со пробаскет. Ако добро паметам, само 4 коша, меѓутоа непроценлива е неговото искуство и организацијата на нашиот напад.
сигнализираат фаул гостите, не го добиваат тоа. Не треба да се обзираме ние кон тие повици. Треба мирен напад, но од Ѓоргиевски топката овој пат завршува во аут. Доста тешко ќе биде да се забележат бројките на дресовите на гостинските играчи. Затоа ќе ве замолам за разбирање. Ако некого не препознам, впрочем, да се надеваме дека и помалку ќе треба да ги користам нивните имања, значи помалку кошеви ќе реализираат. Вакви напади нивни би ни биле добре дојдени, меѓутоа не и ова да го враќаме ние веднаш, да се реваншираме со избрзан напад. Надпреварот, како што знаете, како што веќе реков, е одложениот всушност. Сега дојде моментот кој го очекувавме да се одигра. Еве го отворањето на резултатот од страна на гостите со тројка на Мустафа, кој изедначува на 3-3. Видиме дали ќе вратиме ние токму така. Враќа Ѓоргиевски. Повторно сме на плюс 3, 6-3 водиме. За Ѓоргиевски ова е петиот кош. Веќе сега е поефикасен од претходниот негов меч против Пробаскет. Уште еднаш се обидеа гостите од дистанца. Овој пат, за наша среќа, не погодија. Да видиме, ќе остане топката во наш посет. Не изфрлја во аут, иако има атрактивна замисла двајцата кумановци. Антевски доминираше, тој се покажа како клучен кошаркар, е токму овој кошаркар на првиот надпревар официјален на домашен терен, кога се представи пред нашата публика. Забележиме само и неговите први поени за 8-3. Како што реков, доминираше и со 35 поени беше најефикасниот играч на меч. И Штрефи намалува во меѓувреме на 8-5. Први поени за него. Ја прифати сега топката, беше и чуван од двајца противнички кошаркари, а фрлена од далечина. Забележа веројатно и Ведран Белешковски дека ќе треба да се поработи на зоната која што одлично функционира со нашите криопаланечки кошаркари, меѓутоа со Новајлиите некако е разводената, затоа добиваме квалитет во нападот, пак од друга страна. 8-7 инаку резултатот. Ника постигна прв поен. Уште еден искористен напад за кошаркарскиот клуб Криопаланка и можност да се вратат, па дури и да победат овој пат гостите. Од 2-3 наврати ни освоија топката во нашиот рекет, што не смееме да го дозволиме. И тоа единствено Антевски, па до некаде Трајче Ангеловски се високи кошаркари во нашиот табор, така што можеби ќе имаме проблем во тој аспект од играта, затоа што, колку што можем да забележам, во скопскиот тим речиси сите се на една иста завидна височина. Еве го Мустафа, кој што го отвори резултатот за Черчени. Сега ја доведува својата екипа во водство, 9-8. Пети поен за него. Видиме дали Трајче ќе врати. Промашува Ангеловски за 3. Се обиде уште еднаш Мустафа. Не, овој пат беше Штрефи. И плюс 4 за гостите, 12-8. Пети поени за Штрефи. Испрана топката во аут, комбинираше Тодоровиќ со Антевски, меѓутоа не стигна до него топката. Помина половина од првиот период, иако отворивме солидно, бркаме сега негатива од 4 коша.
Добро е што останал во нападот Тодоровиќ, па успеавме брза контра да изведеме, намалуваме на 12-10 со кошот на Ангеловски, први негови поени на мечот. Има доста подобрување во нашата одбрана, само да се надеваме дека и добро ќе ги градат гостинските кошаркари, нашите играчи. Траче Ангеловски сега едно некоректно додавање, загуби топката и овозможи Ника да зголеми повторно на плюс 4. 14-10 е во моментов за Ника, четврти кош. Сега изблокиран Трајче Ангеловски од неговата позиција, ќе има аут за нас. Дали дека е вечерен термин, влегуваме малку, така да кажем, поспано во мечот, но верувам дека ќе се разбудиме. Сега ова беше и своједно подместување на Тодоровиќ, кој намали на 14-12 со својот трет кош. Може би требаше да има и дополнително слободно. Судиите не го делат тоа мислење. Георгиевски одлично стори се и му возможи чиста ситуација на Ангеловски, кој не успеа, па потоа и самиот Георгиевски од табла промашува. Ке речев, се посрами еден од гостинските кошаркари, но Мустафа го поправи. 16-12, седми поен за Мустафа. Од одбојка успеа да погоди. Груевски до Антевски, сигурни поени. 16-14, Антевски четврти кош за него. Одлично го пронајде Груевски, кој што навлече двајче кошаркари на себе, пошто високиот Антевски остана сам. Конфузно ги организираат нападите за сега гостите, меѓутоа погодуваат, некако успеваат да стигнат од втора или од трета шанса до реализација. А повторно на линијата за слободни Тодоровиќ, кој што беше фаулиран. Погодува сега во првиот обид. Максимален ефект. 2 од 2 за 16-16, изедначување. 5 поени до сега запиша Тодоровиќ. 2 од игра, 3 од линијата за слободни. Антевски, дали ќе завршува сам, го имаше Ангеловски пред себе, меѓутоа одбра да влегува, беше фаулиран, сега тој ќе изведува слободни. Доста сигурен и од оваа позиција се покажа во првиот натпревар кој што имав можност да го следам. Негов за нашата екипа против Пробаскет, а така продолжува и денеска во истил. Победуваме повторно 18-16, Антевски 6 поени до своето име. Сега малку насила ќе беше овој кош на НБА Чаир. Ево, дозволивме тоа. Одлична идеја имаше Тодоровиќ да го пронајде својот сограѓанин Антевски, меѓутоа на крајот сепак излегува секако што треба. Тодоровиќ реализира за 20-16. Седми поен на Тодоровиќ, како што почна над преварот, па дури и ефикасна ќе испадне оваа четвртина. Стигаме до 20-тиот поен, 16 постигнаа гостите. Еве го 18-тиот за нив, го реализираше Зекири, први поени за него. Значи изедначено го отвораме мечот, пред се поради неколкуте наши грешки во нападот и ефикасноста на гостите од еве вакви навидум чудни ситуации. Повторно изедначување 20-20. Ника го постигнува 6-тиот поен. Трајче Ангеловски за 3. Токму така. 23-20. Трајче Ангеловски прва тројка за него, 5-ти поен вкупно. Дали ќе успееме да се одлепиме чисто како за психолошка предност, да имаме позитива во пресред на вториот период. Добра одбрана.
Настануваат гостите во напад затоа што изнудија аут. Доста агресивно сега и уште при изведувањето им пристапуваат нашите играчи на конкурентите во одбраната. Не ни дофрлија овој пат гостите. Одлично сега движење на топката, ова не смее да има поинаков епилог од овој. 25-20 Антевски реализира чиста ситуација од под кошот, откако му беше овозможено тоа од неговите соиграчи. 8 поен за Антевски, меѓутоа бргу враќа Мустафа со тројка. Го отвори надпреварот за своите со тројка. Еве сега повторно, 10 поен за него. Како што реков, 25-23, дали ќе биде така или ќе имаме изедначување пред самиот финиш, не, мислам дека истече времето, токму така. Минимално, но сепак предност во пресрет на втората четвртина, 25-23 за кошаркарскиот клуб Криопаланка. Првиот напад ќе го организираат гостите, ќе се обидат да изедначат, евентуално да поведат. Меѓутоа забележлива е овој пат поангажираната игра во одбраната на нашите кошаркари. Еве уште при самиот прием на топката по изведување прекин. Имаат проблем да исконтролираат топката, го искористуваме ние тоа со агресивна игра и еве не во напад. За зголемување на предност. Трајче Ангеловски. Втора тројка за Трајче Ангеловски по ред. 8 поен, 28-23 плюс 5 веќе имаме. Ако му тргне на Трајче од ова, би се рекло, негова омилена позиција, ќе биде добро. Некако му ја отстапи улогата која беше карактеристична за него за најефикасен на мечот на Антевски на предходниот надпревар против Пробаскет. Ќе видиме како ќе се одвијат работите. Е уште еден негов обид за 3 сега од спротивната страна и немаше среќа, меѓутоа меѓу тројца противници се изборува Тодоровиќ за топката и нова шанса за нашите. Антевски. Сега тој ќе се обиде за 3. Немаше среќа, Тодоровиќ повторно се бори за таа топка, не успеа овој пат да ја стигне. Ева сега ќе беше премногу и за Мустафа, беше одлично чувана, се обидува за 3. Пресилно беше ова додавање, иако идејата одлична. Од Ѓоргиевски кон Антевски мораше да фаулира Груевски за да спречи лесни поени на Скопјани. Циркуски обид на, мислам дека беше тоа Штрефи. За среќа не влезе топката во обрачот. Тодоровиќ се двумеше да додава или да влегува. Антевски, уште еден негов обид за 3 повторно неуспешен. Организираат контра гостите, некако насила. Токму така имаше чекори овде, игра и со раце и со нозе. Некако успеа да стигне до нашиот рекет, меѓутоа и да реализираше, тоа немаше да важи. Видоа се убаво судиите. Одлично, сега несебично Ангеловски до Тодоровиќ, кој што зголемува на 30-23 по подолго време поени. 9 кош за Тодоровиќ. Проигруваме одлично. Наоѓаме секогаш слободен играч кој што во поголемиот дел од ситуациите до сега успева да ја искористи својата ситуација, својата позиција. Еве сега Груевски во таков обид, меѓутоа овој пат имаше играч крај себе, можеби беше и фаулиран. На крајот фаул за гостите, Антевски го направи. Кога веќе не се огласија судиите со фаул за Груевски. Лошо додавање во нозе. Нема што да се чудат, нито да се лутат гостите. Фудбалот се игра на трева. Груевски. Трајче Ангеловски до Антевски, овој меѓу тројца.
Доста груб фаул. Меѓутоа рано е во мечот да биде досудена намерна и техничка. Се едно погодува вообичаено од оваа позиција Антевски. Сега може би го уручив малку, останува на една реализација, 31-23, 9 поен за Антевски. И доста брзо гостите ја пренесоа топката, меѓутоа ја загубија, а Тодоровиќ имаше извонредна шанса да го зголеми контото на нашата екипа. Еден чист влез не реализираше, затоа враќа Зекири. 31-25 за Зекири, ова е четвртиот кош. Може би подобро вака, позиционно напаѓаме, кога до сега успевавме да најдеме решение за зоната на гостите. Трајче Ангеловски за 3. Одлично се избори за топката Антевски меѓу тројца противници и изголеми на 33-25, веќе плюс 8, 11 кош за него. Почнуваме полека да се одлепуваме, би рекол си доаѓаат работите на очекуваното, на свое место. Го пушти сега Тодоровиќ штрефи да реализира за да нема фаул и слободно, кога веќе му помегна и штрефи 7 поен, 27 за неговата екипа, 33 имаме ние. Груевски ќе влегува, не, го најде Антевски, кој што шутираше прекусо. Дали ќе успееме да стигнеме, не. Мустафа фаулиран. Еден од покорпулентните кошаркари на противничкиот табор се покажа како одличен шутер од дистанца. Со малку среќа реализира и во првиот обид од линијата за слободни. Промашува во вториот обид. Се загуби малку другиот кошаркар на гостите. 33-28, 11 поени Мустафа. А Ѓоргиевски успева да изнуди дополнително слободно покрај реализацијата за 35-28. Ѓоргиевски сега има 7 коша до своето име, а ние остануваме во напад. Ангеловски. Ево повторно Ѓоргиевски. Одличен кош. Моди денеска од дистанца 37-28. Реков предходно, еве ги сега неговите поени. 9 кош за Ѓоргиевски. Сега повторно имаш игра со нога. Одлучуваат судиите да не остават во напад. Нареди неколку коша, 6 во серија Ѓоргиевски. Стигна до 11 поени на своето конто, а зголеми на 39-28, плюс 11 има крива паланка. Чекори. Ке имаме можност дополнително да ја зголемиме предноста. Треба да го искористиме овој период, падот на играта кај гостите. Сега ќе беше ова одлично да влезеше од зад грб, се обиде Цепелин Антевски на додавање на Ѓоргиевски. Добро е што не влезе топката, ќе беше тоа кош и дополнително слободно, вака само 2 обида за Зекири, кој погодува во првиот. Промашува од втора, меѓутоа недозволиво, исклучително понизок кошаркар од Антевски успеа да му освои топката и да реализира. Тоа беше и штрефи, намали на 39-31, но не за долго. Еве го Антевски му возвраќа 41-31. Антевски стигна до 13 поени и штрефи има 9. Плюс 10. Се надеваме дека
Нема повеќе да се враќаме на едноцифрена предност. Кога веќе се изборивме за ова. Три минути и 51 секунда до крајот на првото полувреме, плюс 10, 41-31 за кошаркарскиот клуб Крива Паланка. Во напад гостите од НБА Чаир. Немаат многу идеја, пред се солирање е она што го прават гостите и вакви чудни топки кои што неретко им паѓаат директно во рацете, а неретко ние не заградуваме како што треба. И еве сега покрај тоа што еднаш реализираа, веднаш ја загубивме топката и на брзина 4 коша Никапа Зекири. Едниот 8, другиот 5 поени, се насе 41-35 на брзина. Намалија на минус 6, беше плюс 10 за нас. Уште еден наш неискористен напад. За среќа избрза и гостите овој пат. Дали го почувствува и овој пат на играта кај нас Белешковски. Мислам дека има измена во составот, токму така некој ќе мора да одмори. Тодоровиќ. Ја го влегол во игра Александар Крстевски на местото на Груевски. Кири. Сега чиста ситуација. Штрефи не погоди. Борба владае за оваа топка. Да видиме што ќе речат судиите на крајот. Наша топка одстрана. Крстевски до Ѓоргиевски, имаше една тројка, еве ја втората. 14 поен за Ѓоргиевски со 8 поинаква партија денеска, 44-35. Води Крива Паланка. Има фаул од Крстевски, ќе изведува слободни, мислам дека тоа е Ника, кој да е, два пати промаши. Исклучително тешко е да се забележат бројките на нивните грбови. Одлична сега контра, многу брзо го префрливме целиот терен и дури во третиот, четвртиот обид Антевски успеа да погоди за повторно плюс 11, 46-35, 15 кош за Антевски до сега. Може би требаше да бидат досудени чекори во таа ситуација. По секој случај не е фаул, туку е аут, па барем нешто има добро. Ќе биде повторно аут за гостите. Имавме среќа, сега излезе топката од обрачот, меѓутоа веќе четврта нова шанса, па еве и пета им даваме на гостите. Шеста, ова на крајот некогаш мораше да се случи. По толку дадени можности Зекири да погоди, да намали на 46-37, го запиша седмиот поен за себе. Ке мора да ги градиме овие топки одбиени кои што се од обрачот. Сега крајот е на првото полувреме и гостите бркаат и на нашата половина, но затоа оставаат дупки во својата одбрана, кои што ефективно ги користи Антевски. 48-37, 17 поен за Антевски. Одлично сега и краде топка Антевски, оди сам во контранапад меѓу тројца, немаше среќа. Мислам дека немаше фаул во оваа ситуација и повторно на ист начин ја губат гостите топката. Трајчан Ангеловски пресече овој пат, а еве ги тие дупки за кои што зборувам во одбраната на гостите, кога ќе одберат да играат многу напред, пресинг уште на нашиот дел од теренот. 50-37, мораше да бара тајм-аут на 49 секунди пред крајот гостинскиот тренер Мифтари.
Еве сега кош на Ника за 50-39. 10 поен за него. Не се разбра сега најдобро коменовците Ѓоргиевски и Антевски, иако ќе дојде добро овие поени. Ако останува плюс 11 и ние повторно сме во напад. Ангеловски. Пронаоѓа Ѓоргиевски, овој Антевски, го видовме ова во неколку наврати. Функционира одлично, 52-39 и еве на плюс 13, 21 поен за Антевски. Верувам дека повторно ќе биде човек на надпреварот. Еве сега атрактивна завршница од Зекири во самиот финиш на надпреварот, намалува на 52-41 со својот 9-ти кош. Останува 52-41 и тоа ќе биде и резултатот на полувремето, плюс 11 за Крио Паланка. Пред се во вториот период ја направивме оваа предност со оглед на тоа дека беше изедначена првата четвртина. Еве сме веќе во вториот дел. Да се надеваме дека од тука натаму надпреварот нема да менува насока. Уште една пресечена топка, овој пат Тодорович. Имаше проблеми да исконтролира, меѓутоа успеа на крајот. Ѓоргиевски, Тодорович, Антевски. Блокиран од двајца. Мислам дека ќе има фаул, токму така и слободни фрлања. А сега немаше среќа. Ретко промашува. Не само од оваа позиција, туку воопшто, меѓутоа излезе топка да буквално од обрачот овој пат. Не погодува ни во вториот обид, интересно. Се уште сме на поените од првиот дел и останува така и по овој обид, интересно топка да заврши во главата на Зекири. Антевски. Дали беше блокиран или фаулиран? Како и да е, гостите се во напад, нема многу време да мислиме на загубената можност, меѓутоа мислам дека ова е фаул во напад. Токму така. По неколку 3-4 неуспешни напади на двете страни на почетокот на второто полувреме, резултатот оној од првиот дел 52-41. Ѓоргиевски до Груевски. Ево Тодорович. Ова мора да е фаул и слободни, токму така. И како да го отвориме резултатот, ниту ние, ниту гостите во вториот дел од надпревара. Како магепсани да се обрачите. Се надеваме на кош сега. Конечно, овој пат со малку среќа, ако немавме во првиот обид на Антевски. Еве го, 53-41, плюс 12 за нашиот тим. Тодорович, полека стигне и тој до двоцифрен ефект, 10 коша за сега за него. Тежок е овој шут. Немаше фаул. Успеваме да се одбраниме. Тодорович ќе влегува. Не го фаулираа гостите, го оставија, малку можеби изгледаше бавно, меѓутоа ефикасно 55-41, 12 поен за Тодорович. Полека ја зголемуваме предноста, сега изнесува плюс 14. Мала пауза ќе има, нешто не е во ред со опремата на еден од гостите. Успева да се најде отворен кошаркар. Се виде ова дека ќе биде промашување.
Некако стигна Ангеловски до топката, но Груевски не ја додаде баш како што треба, ја спаси Тодорович и ја додава одлично до Антевски, кој што реализира за 57-41, плюс 16. Се одлепуваме ли конечно и клучно, затоа што нема да биде на одмет да си дозволиме, нема да биде на одмет да си направиме услуга и да го решиме на првиот во оваа четвртина, со тоа што ќе си дозволиме мирна завршница. Сега дали ова фаул во напад или 3 секунди, како и да е, добиваме ние топка и нов напад. Еве го Ѓоргиевски влегува, успеа да искористи својата брзина и да му побегне на директниот чувар. Зголемува на 59-41, Ѓоргиевски 16 поени досега, плюс 18 има крива паланка. Какви се сега овие напади, пред се предизвикани од одбраната на гостите, која буквално и да не постои, чекаат и стојат на нашата половина, што ќе се случи. Мислам дека сега го подмлади составот, влегува некои нови кошаркари, гостинскиот тренер, па затоа осетно се зголеми и предноста. Ѓоргиевски, Тодорович, Антевски, да видиме Груевски дали ќе завршува, не. Антевски од втора, дали имаше овде фаул? Се бори сам против петмина противнички кошаркари Антевски, покажува на судиите дека имало фаул. Груевски. Треќи Ангеловски смирува, некако оди главно преку Антевски се. Може би треба да го одмориме малку, кога веќе имаме ваква позитива. А гостите, интересно, се уште чекаат на првите поени во второто полувреме. Не дека нема обиди, ги имаа многу, но никако да погодат. Тодорович. Добро, што не реши да шутира од таа позиција. Груевски дали ќе оди до крај? Не. Ѓоргиевски, Тодорович за 3. Непрецизно. Одлично Антевски успеа да спаси оваа топка и да видиме дали ќе има можност за Цепелин. Токму така Тодорович остана и искористи одлична ситуација. 61-41, еве максимални плюс 20. 14 поен за Тодорович. Имаме удобни, би рекол, плюс 20. Не би требало сега да дозволиме опуштање до крајот на овој период. А продолжуваат гостите со своите неуспешни обиди, како што реков, се уште чекаат на реализација во оваа трета четвртина, во второто полувреме. Ѓоргиевски. Ангеловски, обид за 3. Погодува. 64-41 плюс 23. Трета тројка за Ангеловски, има 11 коша за сега, максимални плюс 23. Води кошаркарскиот клуб Крива Паланка. Сега не успеа ни да дофрли. Мислам дека беше тоа Мифтари. Бара гостинскиот тренер тајмаута, како и не, затоа што по повеќе од половината, по 5 минути и 18 секунди игра, се уште чека на кошот. 41 има постигнато во првиот дел, на тоа ниво се и во моментов. Тодорович, Ѓоргиевски, Груевски. Треќи Ангеловски, ќе успели да ја спаси Груевски оваа топка, да. Ја префрала до Ѓоргиевски, Тодорович
Бескрени комбинации, треба некој да шутне на крај. Не добиваме таа шанса, ке имаат напад гостите. Прави фаул Тодороvić, признава. Нема слободни за НБА Чаир. Сече одлично Антевски, да видиме дали има некој на противничката половина слободен. Не, таму бил Ангеловски, меѓутоа има играч до себе. Груевски бара топка, Тодороvić го пронаоѓа на брзина Антевски, овој реализира, може би имаше и фаул, седно 66-41 плюс 25, Антевски 23 коша. Ете е разликата, сами пресметајте. Ако вака го завршат овој период гостите, дури и вакви сигурни ситуации да не реализираат, мислам дека нема што да бараат. Впрочем, ваква предност не би смеели ни да помислиме да прокоцкаме, иако рано е да кажеме дека е решено прашањето за победникот. Може би овде имаше чекори. Ништо не вели судијата, остануваме во напад. Ѓоргиевски менуваше правец. Груевски, сега ова е лошо додавање. Сакаше да го проигра Антевски, меѓутоа не успеа коректно да му ја додаде топката. Мислам дека сега Груевски токму ќе биде заменет. Токму така, ако добро забележувам, во игра влегол Марио Јакимовски, еве го на исторен во одбраната. Александар Крстевски прв до топката. Ангеловски ги префрла сите, одлично додавање и контра молскавична на Ангеловски и Антевски, кој што реализира за 68-41, плюс 27 има кривопаланка, 25 коша до сега постигна Антевски. Изморен на четвртина за нас до сега. Не само поради тоа што не погодија за сега гостите, се уште гостите би рекол, туку поради тоа што ние имавме и сега и ова го промашуваат, па неверојатно. Можеме да бидеме доволно храбри и да кажеме дека нема што да бараат навистина на овој надпревар. Антевски на линијата за слободни. Нема овој пат да дозволи да биде два пати неуспешен. Токму спротивното, два пати успешен за 70-41 плюс 29 за кривопаланка. Би рекол и решавачки, 27 поени на Антевски. Уште еден неуспешен обид на гостите, па дали ке реализираат во оваа четвртина всушност во второто полувреме. Смирува Ѓоргиевски, потоа и младите Крстевски и Јакимовски. Еве обид на Јакимовски. Отцвртување, еве го и тој се запишува во листата на стрелците од подобрачот. Кога оди се. 72-41 плюс 31 има кривопаланка. Да бидам искрен, не го очекував ова, меѓутоа едно вакво декласирање е добре дојдено за атмосферата во екипата, посебно ако се знае начинот на кој што противникот го доби мечот во Чаир. Конечно можност тие да се запишат во листата на стрелци и го чинат тоа, значи од прекин, од линијата за слободни, а не од игра. Ештрефи конечно погоди во второто полувреме, значи за гостите. А сега им даваме уште една шанса, пак не ја искористуваат. Значи 72-42 плюс 30. Ештрефи со својот 10 поен го отвори резултатски полувремето за НБА Чаир. Антевски се избори меѓу четворица гостински кошаркари за топката и за шанса. Само на прв обрач успеа некако да изнесе оваа топка гостинскиот кошаркари, да му овозможи на Мустафа да реализира за 72-44. 13 кош за Мустафа. Прв одигра за гостите во второто полувреме. Еве го повтор на Мустафа, дали сега ќе ги земе работите во своји раце, целосно
Сам го претрча теренот. Брзи две реализации за Мустафа намалува на 72-46. 15 поен за него. Треба сега да смириме затоа што е финиш на четвртината, да не дозволиме да се окуражат гостите и да се обидат да се враќаат резултатски. Ангеловски. Интересен обид. Без реализација. Дали е повторно Мустафа ова? Да. Не можеше ништо да стори тука Ѓеоргиевски, кој што реално е понизок од него. Брзи 6 поени за Мустафа, кој стигна до 17 коша. Конечно возвраќаме. Ангеловски го чини тоа. 74-48. Со 13-тиот поен на Ангеловски заврши овој трет период. Би се рекло може да биде и решавачки. Го добивме со, верувале или не, 22:7. Токму тука е направена разликата, која сега изнесува 26 коша во корист на нашата екипа, како што може да забележите, ова нешто е ефикасен, туку е еден од најпосетените надпревари сезонава, гледалиштето преполно, вечерен термин го заслужија секако тоа нашите кошаркари кои што јасно истакнаа кандидатура за преселба во втората кошаркарска лига на Република Македонија. Имаат 7 победи до сега, само 3 порази. Второ место на табелата. И тоа би рекол сигурно второ место. Само вака да продолжиме и преминувањето ранг погоре нема да биде доведено во прашање. Го префрла сега кошот во првиот наш обид Јакимовски. Првиот наш обид во последната четвртина секако. Ќе останеме во напад. Антевски. Крстевски. Крстевски. Мислам дека ова се 3 поени за него. Не, сепак 2. 76-48. Како и да е прва реализација за Крстевски, значи дури во последната четвртина, иако играше уште од првото полувреме. Погодува сега е Штрефи да не дозволи пак еден таков пост без кош. 76-50. Ве Штрефи ова беше 12 поен. Се одбранија сега гостите. Но Јакимовски краде, по тоа што е препознатлив. Антевски мислам дека беше фаулиран тука. Ова е аут, несомнено. Не велат ништо судиите, но нема кош за Мустафа, така што останува плюс 26 за крива паланка. Ѓоргиевски не шутираше за 3. Требаше од прва Александар Крстевски да се обиде. Некако не се осмелува да шутираат. Ангеловски влегува, го пронаоѓа Јакимовски, овој е понизок од тројцата своји чувари и не успеа да погоди. Но Бргунија вратија топката во наш посед гостите. Како што сум рекол во повеќе наврати досега, се што треба да се стори сега е да ги трошиме нападите мирно, дури и да не ги реализираме, барем времето да биде на наша страна, затоа што предноста е огромна, а и сепак расположението, атмосферата во екипите е различна, одлична игра демонстрираме денеска, еве дури и помладите се обидуваат со атрактивни потези. Му се тргна од патот на Штрефи сега, мислам дека тоа беше Ангеловски и погоди што стори така, овој од чиста ситуација не успеа да реализира. 76-50, ако заборавивте колку е резултатот. Сега сечат едно долго додавање гостите, меѓутоа ја загуби топката за Кири. Побрзите поени на двете страни на почетокот на последниот период, сега неколку конфузни завршници. Дали ова фаул? Да, фаул во рекетот прави еден од гостинските центри. врз Антевски. Во време влегува Владко Митевски, мислам првпат на овој надпревар, на искусниот во нашиот тавар, токму топку патена за него, пресекуваат гостите и остануваме во напад. Ангеловски,
доста грубо играат во овие моменти во одбраната противниците. Се мести за 3 Зекири. Мустафа дали направи чекори или е фаулиран? Фаул по се изгледа. Обид за 3 и погодува Ештрефи. Втора тројка за него, 15 поен. 76-53 плюс 23 имаме. Трајче Ангеловски требаше да вратиме со тројка на одбора да влезе и не погреши, затоа што табла исто така е одличен. 78-53, повторно плюс 25 за Ангеловски, 15 коша до сега. Може би повеќе не е во главна улога, меѓутоа несомнено игра огромна, значајна, секогаш улога во нашиот тим, впрочем, не ни излегува од игра Трајче Ангеловски. Добро што не влезе оваа топка, само две слободни, наместо можност за 3 коша. Зекири фаулиран и изведува удари од пенал линијата. Погодува два пати Зекири, 78-55. 11 кош за него. Бара да се поставиме Белешковски поинаку, согледувајќи дека играат зона во одбраната. Нема врска тоа што играат зона. Ангеловски погодува за 80-55, негов 17 поен. Сега, иако го надскока Митовски, противничкиот кошаркар не успеа да погоди, да видиме Антевски што ќе стори. Очекува фаул, меѓутоа Мустафа веќе е во нашиот рекет. Немаше до крајот сили да го изведе тоа што го замисли. Одлично додавање без гледање кон Марио Акимовски од Ѓоргиевски, меѓутоа не води тоа, а погодува Ештрефи. 80-57. За Ештрефи 17 поен. Имавме и 31, сега плюс 23 за нашите кошаркари. Мислам дека не смееме да дозволиме да паднеме под 20. Затоа беше побаран и овој тајмаут некаде на половината на завршната четвртина. Мустафа се бори сега тука Митовски за оваа топка, сепак успеа да ја спасат гостите. Очекуваше фаул и го доби Зекири. Води од оваа позиција доста сигурен. За среќа само половичен ефект овој пат. 80-58 за Зекири, ова е 13-тиот кош, или се извинувам 14-тиот. Мустафа сам во напад, мислам дека ќе оди на забивање. 80-60, еве ги тие 20 што ги спомнав. Мустафа 19 поени за сега. Како и да е, мислам дека нема теорија да се смени нешто кога во прашање победникот, но ќе беше добро убедлив пораз, кој што се уште е можен и актуелен. На гостите се разбира. 82-60 е моментниот резултат. Благодарение на Антевски, неговиот 29 поен. Прекусо, меѓутоа, за малку ќе се изборија за уште една шанса гостите. Да видиме Антевски, ќе ја прифатили топката? Не. Сега и заморот ги стига кошаркарите, иако не беше ова до Антевски, додавањето беше далеку од него. Нема некој посебен жар ниту во овие моменти да се враќаат гостите, ситуацијата јасна.
Еден сега малку коши на среќа од табла со една рака, 82-62. Велам на среќа затоа што го изведе Кајоли. Прв кош за него на мечот. Ретко се осмелува, уште поредко погодува. Па и добива шанса. Марио Екимовски до Трајче Ангеловски од табла не погрешува. 84-62. Ангеловски ова е 19-тиот поен. Сега Никола Екимовски не успеа да го загради противникот убаво. Не само што му ја зеде топката, туку и се избори за фаул во дуелот директно со него. Мустафа на линијата за слободни фрлања. Погодува. Мислам дека прерано влезе еден од противничките кошаркари во рекетот, како и да е 84-66, намалува на 18 коша негатива со својот 21 поен Мустафа. Екимовски сега гледате и поинаква постава имаме на паркетот, па може би и на тоа се должи овој мал пад во играта. Како и да е, не мора да форсираме кога веќе е обезбедена победата. Како што реков, ни гостите не се трудат претерано, меѓутоа ваква ноншалантност па не треба да се дозволиме, да очекуваме судиите да смирнат нешто, мора да одиме на сигурен кош, па потоа тие ако се огласат, се огласат. Вака 84-68, повторно Зекири, полека од никаде стигна до 18 поени. Уште малку време останува од овој напад, сигнализираат од нашата клупа. Видиме обид за 3 на Ѓоргиевски. Имаше досега 2 тројки, останува на тие и на неговите 16 поени. Повторно некако доста слободен во одбраната Никола Екимовски. Видиме Трајче Ангеловски, ова не би требало да не го искористи, токму така, 86-68, 21 поен за Трајче Ангеловски. Кратко во овој обид од дистанца шутира Мустафа. Ѓоргиевски го пронаоѓа Ангеловски, овој му враќа. Успешни реализации за Ѓоргиевски од линијата за слободни, евене повторно на плюс 20. 88-68, Ѓоргиевски има 18 поени постигнато досега. Немаше аголот кој да реализира предходно Ештрефи, тоа го чини Зекири, тој сега нареди доста кошеви во оваа четвртина, 20 има, 88-70 водиме ние во самиот финиш на пресметката. Повторно на линијата за слободни Ѓоргиевски, предходните две ги погоди. Продолжува во ист ритам. Уште две реализации за него, 20 поен, 90-70, еве ги токму тие 20 поени. Се разлика Мустафа во еден препознатлив влез за него, повторно сам влегува. Тој и Зекири играат во ова четвртина. Еве во Мустафа коши дополнително слободно. 23 поени до сега и останува на тие 23, меѓутоа ние освојуваат топка да гостите. За среќа не погодија. Со број 15 Илчо Тасевски, средношколецот, и тој добива шанса, еве го неговиот обид за 3, непрецизен. А Лива Река
интересно презиме. Овој кошаркар сега влезе во игра и се запиша и тој на самиот крај на 26 секунди пред последниот свиреч на судијата во листата стрелци. 2 поена значи за него. 90-74. Да видиме дали некој од нашите млади кошаркари, пред се Стевановски, Тасевски и Стоименовски, ќе успеат да се запишат во листата на стрелци. Не, тоа го чини Никола Јакимовски. За него први поени за 92-74. Да видиме дали ќе има промени на резултатот до самиот крај. Не. Ќе се обиде од тука, меѓутоа нема време. Тоа е тоа, 92-74. Триумф. Голем триумф за кривопаланчани, може би највисоко изразениот во оваа кампања, ќе треба да провериме. Како и да е, на крајот остваруваме уште една вредна победа, вкупно 8 сезонава. Останаа бодовите во Крива Паланка, значи им се реванширавме на Чирчани за споменатиот тесен пораз во Скопје. Се поклопија работите, го одигравме, како што реков, може би најефикасниот меч сезонава, слободно може пак да речеме дека не им дозволивме на гостите ни да помислат на победа во поголемиот дел од мечот. Може би почнавме побавно, поспоро, но го скршивме противникот во третата одлучувачка четвртина. До крајот НБА Чаир само го ублажи известниот пораз. Значи вкупно 5 пораз за нив, имаат и 4 победи. Како што гледате, 92-74, а еве ги најзаслужените за овој резултат, стрелците. Најефикасен во нашиот тим со 31 поен Антевски. Му помогна со 21 Трајчан Гиловски, 20 постигна Ѓоргиевски, 14 Тодоровиќ, а по 2 поена Крстевски, Јакимовски Никола и Марио Јакимовски, додека во екипата на НБА Чаир најефикасен со 23 поени беше Мустафа, 20 постигна Зекири, 17 Ештрефи, Ника 10 и 2 поена постигна Лива Река, секако 2 и Кајоли да не заборавам. По ова, на 23 март, в сабота, се игра 14-тото коло од третата лига, ние гостуваме кај Црн Дрим, додека НБА Чаир ќе патува кај Феникс 2010. Очекувајте ги резултатите и следното домашно соочување на кривопаланчани. До тогаш, средичен поздрав од екипата на Златен канал.